Годината од аспект на пчеларството се оценува како доста неповолна, иако на почетокот ветуваше многу. Кога дојде времето за цедење, односно центрифугирање на медот, пчеларите останаа со празни раце. Ретки беа оние кои во зависност од локацијата на пчеларникот се радуваа на плодовите од својата и работата на пчелите. Оваа година биде супер за кај мене, мислам. Јас имам два пчеларника, од едењу не сум задоволен, ама од овај тука сум задоволен. Односно лани подобро ли? Подобро. Сега каква е состојбата? Сега моментално е добра состојбата, ама да е Господ да заврне дожд малку. Во едни вакви услови, кога пчеларите мака мачат како да го започнат за зимувањето на пчелните семејства, во трговијата може да се најде секаков мед. Па према трошковите испод 350 нема подобро. Во маркетите има и 230. Имamo, тај мед не го контролира дали е мед или не. И верувам дека има 225, меѓутоа тај мед не е со нашиот мед. Нашиот мед е со врвен квалитет. Тај е правен мед и шом има гаранција, значи 2 години трајност, тоа самото покажува дека не е мед. Според наши информации, годинава пчелни производи нема ниту во регионот. Слична е состојбата во Хрватска, Србија и останатите земји на Балканот. Токму затоа пчеларите сметаат дека медот не треба да се продава по пониска цена од 350 денари. 350. Меѓутоа може да се најде и по поевтина цена по продавниците. Това е чист мед. Мислам, моје лично производство и за тоа со гаранција квалитетот нема шато, а природа нема шато да се збора како повише. Самата цена кажува 230 и 350 не е исто. Не може да биде тај квалитет исто. Утик никој не е за да даде поевтино. Во регионот има повеќе илјади пчелни семејства. Дел од нив се сместени на постојани пчеларници, други спасот го бараат во преселното пчеларење, во планините. Но како што стојат работите, годинава најверојатно мед нема да има ниту таму, поради пореметените климатски услови, кои се повеќе си го земаат данокот на нашата негрижа.